точното време во кое што започнуваме и во кое што вашиот водител се наоѓа на своето место кое што треба да биде. И има многу што да каже за некои служби во градов, меѓутоа не е тоа темата за денеска. Туку нешто друго ќе разговараме. Реков уште вчера се враќаме во сферата на политиката и ќе имаме можност да разговараме на тема која што секош интересна и актуелна. Во последните денови зачестивме и со гости кои што се директно поврзани со политиката, бидејќи сосема очигледно дека тој дел останува многу битен од се она што го имаме како секојдневие, живот. И од аспект на тоа се враќа ли опозицијата во парламентот, нели се враќа, од аспект на тоа, НАТО интеграции, Европска унија и така натаму и така натаму. Добро вечер му посакувам на председателот на Либералната партија, господин Отлино Величковски. Добро вечер, добро да дојдовте. Мислам дека во оваа сезона прв пат ни доаѓате. Во претходната бевме пред одморите. Господин Величковски, јас денеска прелистувајќи и прегледувајќи што е најзначајно во оно што е денов низ информации, забележав изјава која е поврзана со политиката, не директно со Либералната партија, но сепак со политиката. Свилен Керин има една изјава. Никако нема отстапување од НАТО и Европската унија, тоа се наши определи. Како гледате на вакви изјави од политичари кои што претходно биле во опозиција? Не знам сега дали ќе ви можеме да наречеме политичар веќе, меѓутоа уште е така. Како гледате на тоа и како Либералната партија гледа на тој момент во ситуација кога во Македонија се случуваат работи кои што можеби повеќе одат по оддалечување од овие EU-НАТО интеграции? Да, станува збор за интересно прашање. Прво, секој, како што кажете и вие, секој е повикан да коментира политиката и секој е повикан, особено луѓе кои што биле назначени државни функции, кои што и господин Керин. Впрочем, знаете дека тој бил на функции пошироко, практично беше председател на Генералното собрание на Обединетите нации. Така што ставовите на поединци, особено оние кои што вршат значајни функции во државата и пошироко, сигурно тоа се земаат со особено внимание. Втора работа, мислам дека таа определба е многу правилна и ако дозволите да направим една паралела, токму отсуството на интеграциите, токму отсуството на движењето по тој магистрален курс, кој што е неопходен за Република Македонија, доведува денеска во Македонија да бидат видливи појави кои што се зачудувачки, кои што пред 10 години можеби не би биле својствени за нас. А истовремено, кога зборуваме за Европската унија и НАТО, денеска беше објавена една анкета според која многу релевантно се 3% се подржува членството на Република Македонија во НАТО. Помалку во Европската унија. Тоа е природен процес, тоа е еден феномен кој што се случува во сите држави кои што се на патот да се приближуваат или кои се приближуваат кон Европската унија, како што се знае од секој време проширување. Во основа ја намалува она првична воодушевувачка 100%, па потоа 90% поддршка, но секогаш мнозинството граѓани ја посакуваат интеграцијата во Европската унија. Токму од тие причини Либералната партија ги одземе своите три принципи, односно својот принцип на 3И: инвестиции, интеграции и интеракции. Зошто го велам? Инвестициите се оној економски развој кој што доаѓа секогаш со интегрирањето во Европската унија и НАТО како безбедносен политички безбедносен чадор и политичка унија и економска унија и секако тоа возможува интеракции меѓу припадниците на различни етнички заедници кои имаат многу порелаксирани односи и се интересираат за оно што е основно за секој човек. Добробита на своето семејство, добробита лична, на својата околина, на собствениот бизнес и така натаму. Иако некој велат дека не било така во Европската унија, имам и такви ставови. Имам и гледач кој што сака да се вклучи. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, појдете. Намалете го телевизорот. И вие и сите кои што ќе се јавуваат телевизорот, намалете го за да не ве буни. Покасно доаѓа звук. Ајде, сега мислам дека подобро ќе се слушаме. Повелете се. Јовам што ќе... Да. Гледаме емисијата. Добра емисијата, супер емисијата. И за тоа ние сакаме нешто да кажеме во врска за погребање.
За погребално, во друга прилика ве молам, ќе имаме емисии, имаме сепак гости, благодарам на јавувањето. Јавете се после емисија, ќе ми кажете се што треба новинарите да обработат, или кога ќе имаме гости од јавното предпријатие. Значи, ви се извинувам, но морам да ме прекинам, за да не ми отиде емисијата во погрешна насока, а јас ќе ја вратам со тоа што е директното прашање. Зошто Либералната партија не ниту со власта, ниту со опозицијата? И дали мора да биде со некој? И многу ме интересира овој период. Значи, говорихме в предходното гостување за местото на Либералната партија од аспект на тоа дека СДСМ и опозицијата, СДСМ посебно беше во некој период во кој повеќе може да се каже дека беше јаво. Сега се случува нешто што можеби ќе биде будење, но можеби и не. Значи, се случува нешто, ама ништо така по-конкретно трибини започна. Како овој период и претходниот и сегашниот на делување на СДСМ како главна опозициона партија го, ајде да не речам користи, меѓутоа како го гледа и што тоа извлекло како бенефит Либералната партија? Вака, прво самото поставено прашање, значи или сте во власта или сте во опозиција. Затоа што јас реков мора да биде таму. Мора да бидете или во власта или во опозиција. Либералната партија е во опозиција. Оно што веројатно представува прашање за многумина е зашто не сме интегрален дел нели од оно што значи опозиција која што раководи Социјалдемократскиот сојуз. Во основа, кога се станува збор за конкретни прагматични чекови и така натаму, можеме да зборуваме за фази и за процеси. Ние во овој момент застапуваме на политичка платформа, така наречената либерална иницијатива за Македонија, која што треба да биде, со која излеговме за да понудиме решение, кое што треба да биде еден лек, така да кажем, за оваа сегашна, не би рекол коматозна, но во секој случај на многу нездрава состојба во македонската политичка сцена. Либералната партија исто така не ги прифати, не ги признава резултатите од изборите, затоа што сметаме дека изборните резултати не одразуваат реалната волја на гласачите. Но во исто време во овој дадена политичка состојба сметаме дека треба да се излезе од овој моментален застој, состојба значи не нарекуваме се уште криза, затоа што треба да се дојде до решенија кои што бараат политичка одговорност на политичките партии, мнозинска одговорност на власта и одговорност на опозицијата, секако согласно својата застапеност. Но ајде да погледнеме оваа тековна состојба да речеме во собранието. Имате состојба во која поднесени се оставки на пратеници, оставките не се ставени на дневен ред, ама не се разгледување. Па сега имате некое движење во кое што низ собраниски процедури се ќе оценувате присуството на пратениците или не. Сега луѓе си дали отсуствуваат. Да, значи луѓето си поднеле оставка. На страна да збориме што во Уставот се кажа експлицитно како се поднесува оставки и така натаму, тоа е правило што се прекрши од 2008 година наваму. Во таа смисла, доаѓаме до ситуација кога е потребно да ги исцртаме чекорите каква влада ќе ни биде потребна за да се надмине таа состојба. Либералната партија не себечно и не барајќи инволвирање во конкретни работи, туку барајќи инволвирање во целокупниот процес од кој треба да се изведе програма и агенда на работата на државните институции, вели потребна концентрациона влада. Врз основа на договор за концентрациона влада треба да се изведе платформата на таа влада, што таа треба да се работи. Ние имаме 7 точки кои што ги нудиме, односно 8 точки конкретни кои што ги нудиме дека треба да ги се работи владата, една од нив е пописот. И врз основа на таа платформа би се изгледало со датум за следните парламентарните избори. Зошто го велам? Значи, забележувате, стана збор не за техничка влада, што зборува СДСМ, туку за концентрациона влада. Што е различно од она што ви благодарам за прашањето. Разликата е во следното. Техничката влада нема изворни политички овластувања, додека концентрациона влада значи дека таа е политичка влада во која субјектите што ја поддржуваат таа влада ја диктираат и реализираат програма, но и даваат политичка област. Да речеме, промена на изборниот модел. Да речеме, исцртување на контури за оно што значи дипломатско движење по однос на прашањето за според за името. Бидејќи во моментот забележуваат, има и различни изјави од ваму, од таму, дали имаме процес на преговарање, верувам дека во емисијата ќе има време на тоа да се одговори. Но во исто време, таа влада ќе има и пон капацитет да спроведе попис, од кој зависи избирачкиот список, од кој може да се натаму види сите неправилности кои што биле направени, а согласно политичкиот капацитет таа може да носи и политичка одговорност. Техничка влада тоа не може да го има. Од сите тие наведени
причини и потреби. Сметаме дека терминот концентрациона влада и самата нејзина улога може да има големо смирувачко, стабилизирачко, ако сакате, влијание на целокупната македонска економска, политичка, социјална сфера и така натаму. Потребни се сега решенија кои што ќе решаваат горливи проблеми. Инаку ако сакаме да отвараме уште многу проблеми, тие се отварани во овие 8 години, тоа како и нивната, не да кажам експлозија, но нивното дефинитивно пукнување на тој голем балон следува во следниот период. Ајде да видиме сега гледаш кој што се надам ќе биде поврзан и со темата за која што разговараме. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Да, добро вечер. Поздрав тони до тебе и до гости. Благодарам. Ја би го прашал на председателот на Либералната партија дали го оправдува бойкотот на пратениците од СДС. Бойкотот. Тоа би го прашал да одговори и дали штета за државата што не се во парламентот, тоа сакам да го одговори за овој власт. Либералната партија дали ќе дават, например, че ако и биде на власт, пара опозицијата предпредели избори секоја година, дали ќе дава секоја година избори? Така. Добро. Тоа би го прашал. Сосем јасно. Благодарам на јавувањето. Да, и секако мислев, бидејќи битно е што се мисли за тоа што се случува, враќање, невраќање, односно бойкот. Нешто малку загатнате на почетокот со таа состојба враќање или не, поставување се чини како сите да чекаат, едните чекаат ај ќе влезат во парламентот, другите чекаат можеби пак нешто ќе се попушти, но вашето мислење е лично како став на либералната партија. Вака, прашањето на гледачите е многу, не би рекол само интересно, тоа е индикативно и тоа прашање што ги интересира многу мина, особено бидејќи секој гласач има право да знае за каква политика се застапува една политичка партија. Ќе го дадам следниот одговор. Прво, избори кои што не одразуваат реална воља на гласачите не се легитимни избори. Второ, да, тие се легални, гледаме, ние имаме институција, но погледнете во овој празен парламент, сите знаат дека тоа ги оштетува сите на најмногу власт. Ајде да гледаме каква цена треба да се плати на целиот тој еден процес. Тоа значи дека губиме време во моментот и, како повторно ќе кажем, мнозинската одговорност е кај власта, мнозинската одговорност е во ВМРО, ДПМН и ДУИ. Да ние сега го споменавам ДУИ, сега се калкулација, дали ДУИ ќе гласа за двотретинско мнозинство да се одземат мандати и така натаму и така натаму. Сега ја гледа својата шанса да условува за нешто и да добие нешто. Не, јас па би го поставил така овој функционираат обично работи. Тоа гледаме дека овде функционира 20 Много години, време, така што ама сега е добро можност. Не стане разбора за тоа. Кој ги создаде таквите услови? Тоа е суштинското прашање. Односно, кој не овозможи избори кои што ќе речеме сите, да, тие реално одразуваат вољата на гласачите. Затоа, кога се и вие претходно ми поставивте прашање, значи како гледам на политиката на СДСМ и така натаму. Јас ќе ви кажам следното, доколку ние сметавме дека нема потреба да се инволвираме во овој дел политичкиот процес, немаше да излеземе со либералната иницијатива која ви кажува. Вие зборуваме каква Македонија ни треба, до неа како да дојдеме. Можеме да дојдеме ли с таа концентрациона влада која треба да се занимава и со реституција на имотот, кој што е одзеден со притисок или востови на власта. Значи, употребата на моќта е нешто што не смее да се случи за преземање собственост или за диктирање на политичка воља надвор од она што е легално и легитимно. Натаму зборуваме за потребата во Македонија да се воспостават институции кои ќе бидат надпартиски, односно ќе бидат департизирани, нема да речем деполитизирани, затоа што секоја власт спроведува своја политика врз основа на програмата која што е понудила пред граѓаните. Но тоа значи да ги оставиме луѓето кои што работат во администрација да си ја вршат својата работа до 4:30, а натаму нивното време си е нивно располагање. А не да имаме администрација која што практично е парализирана од политики кои се или контрапродуктивни или кои што се контрадикторни самите на себе. И трето, и гледате вчерашните студентски протести. Да. Сега има обвинување дека стоја да партија зад нив и така натаму. Прво, ајде да го отворили сега, значи дали стоја опозицијата сакала да се протистави на власта, тоа се коментарите. А на кого треба да се протистави опозицијата? Па на власт. Прва работа. Второ, дозволете да изнесам едно убедување. Доколку политичките партии стоеле во организација на тој протест, тој немаше да помине вака. Овој протест вчера беше изворен.
студентски, и да ви кажам право, луѓето си покажа дека има легитимна цел, дека многу луѓе ги мачи исто непотребно решение, да не го наречам контроверзно, во најмала рака. За екстерно тестирање. И студентите си излегоа и им кажа не на нивните лажни представници, така наречените студентски парламенти и организации или како да е, но во исто време река, ама политичките партии седете си на страна. Во овој момент, кога ќе го видите тоа, еве јас како представник на политичка партија, јас кажувам, по тоа прашање, јас немам право нив да ги водам, јас имам обврска нив да ги слушам и она што го бараат да го заштавам. Така би требало да постапи опозицијата, да слушне што сака, меѓу другото. Апсолутно. И опозицијата, и власта. Согласно својата застапеност. Мнозинската одговорност да кажува секогаш ја има власта. Но во исто време, ниту бегам, ниту сум бегал, ниту ќе бегам. И од собствената, и од одговорноста. Но за жал, ние овозможивме во оваа емисија да го кажете овој став. За жал, некои мои колеги од медиумите како најважна информација избраа да објават дека девојката на синот на председателот на државата учествувала во протестите, па сега дека наредните денови можеби 3 дена ќе кажат дека раскинали и така натаму. Мислам, значи гледањето на нештата можеби тука како гледате на тој дел. Морам да се согласам со вас и дозволете да укажам на следното. Прво се случи, ова е еден од примерите што не треба да биде приоритет на информирање. Исто како што е непримерно да имате телевизиски канали или портали на кои што протестите не постоеле или биле понака 20 на души или стеснат кадар, се покажува 20 души и не се гледа ништо. Денеска во на филм се види така се одеден мобилен ќе се објави и ќе се. Но од друга страна, ајде дозволете, зошто кажувам дека и девојката на синот на председателот не треба да биде предмет на нашето третување. Да биде приватното си е приватно. Значи јас за работата на председателот на државата можам да кажам ставовите сигурно нема да му се допаднат ни на него, ни на тие кои што гласале за него и убеден сум дека сум во право. Но девојката на неговиот син навистина не гледам причина да ја внесна во тоа. За жал, така се случи денеска. Но дозволете сега друга една работа, кога зборувам во тој дел. Ги забележуваат оние канонади во сите новинари или експоненти кои што доаѓаат од опозицијски медии. Тие канонади се исто така непримерни. Значи, кога го спуштаме нивото на политички диалог, на политичка комуникација, вие ќе ги видите како се напаѓани новинари, значи зборувам, биле предавници, биле вакви, биле такви, нивните вестници биле ова или она, нивните портали. Гојде да не се лаже. Значи, во македонскиот информативен и општествен процес се вградиле многу луѓе, меѓу кои, да речеме, и оние кои што ги напаѓаат така наречените провладени медиуми. Сметам дека нивната колегијалност на начинот на кој што се нарушиле нема да им донесе добро ниту на едните, ниту на другите. За ова зборуваме и во нашата либерална иницијатива, затоа го постапираме ова. Затоа што во оној момент, кога ќе дозволиме медиумите да бидат слуги и да се подкусуруваат меѓу себе по политичка основа, ќе загубат сите, и граѓаните и медиумите, а најмногу политиката во Македонија. На крај ќе загубат и тие новинари кои што ги напаѓаат своите колеги од лагодна позиција. Сега во еден момент ќе видат како е тоа кога ќе се сврти секојаш, знаете, круг ќе се вртиме, доаѓаме горе долу. Одиме со првиот блок на реклами режија и се враќаме по рекламите.